Почитувани, јасно е дека наместо да излезат со програма каде што има проекти, главната програма на СДС е фалсификување на документи и лични имиња. Имаме основано сомневање дека за таквата мрежа за фалсификување на документи и лажни вести, кои веќе се употребуваат против ВМРО ДПМН, брутално се злоупотребени најмалку две државни институции. Шемата и нашите основани сомневања се дека зад ова седи директно Стево Пендаровски, неговиот директор на разузнавање Еролд Муслију, како и поранешниот разузнувач, а сега генерален секретар на СДС Миле Зечевиќ. Ке одиме со ред. Дел од ова е и Асаф Ейсин, мешетар, дел од израелската група на Тал Ханан, за која има истраги за фалсификати и вмешаност во избори низ светот. Да подсетиме, Стево Пендаровски кажа дека Асаф работи за СДС, а СДС тоа го негираше. Посредник е Миле Зечевиќ, генерален секретар на СДС, а главни одобрувачи и добавувачи се Стево Пендаровски, председател на држава, сега кандидат на СДС, и Еролд Муслију, директор на Агенцијата за разузнавање, поставен од Стево Пендаровски. Од тука, свесни за изборниот дебакал, се преминува во злоупотреба на институции, кабинет на председателот и Агенцијата за разузнавање, кои што наместо да работат во одбрана на Македонија, се занимаваат со црна кампања и фалсификување за Стево Пендаровски. Заедничка работа на овој тим, управуван од Асаф Ейсин, со одобрување на Пендаровски, е да склопат и креираат наводни документи, фалсификувани листови, врз определени податоци, например, седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН во декември, на кој што е споменат Републичкиот изборен штаб, па сето тоа да го зачинат со лажни податоци за имиња, насоки и сето тоа со фалсификување на потписи на лица кои што се познати во јавноста, како и со лица кои што не постојат. Ваквите креирани документи, вклучувајќи и наратив, приказна, се даваат на определени медиуми креирани од СДС до СДС или медиуми кои што не гледаат проблеми во црни пари во кампања. Приказната добива покритие под свиркач, за СДС со тоа правно да се сокрие од улогата креатор на фалсификувани документи и лажни вести во изборни цели. Потврда за сето ова е молкот од СДС по потврдата од Стево Пендаровски за ангажманот на мешетарот Асаф Ейсин во изборната кампања, а во меѓувреме во јавноста излегуваат неговите зафати. Почитувани, има уште една потврда, а тоа е дека ликот во центарот на оваа мрежа Асаф Ейсин е избаркан од ВМРО ДПМН, каде што дојде да ги понуди своите нечесни услуги, да се прават фалсификати, да се влегува во приватниот живот на луѓето, да се прават измислици за политичките противници. Сега е јасно дека СДС го прифатиле Асаф и ја прифатиле неговата работа. СДС мора да одговорат колку чини неговиот ангажман, кој го плаќа, дали има склучено договор или не, па дали израелскиот мешетар за црната кампања на СДС се плаќа со кеш од тендерите од РЕК Битола. Почитувани, црна кампања не носи никому ништо добро. Целта им е да намалат пораз, да намалат дебакал со смалена излезност на јавноста. Но ова не е само црна кампања со клевета, ова се кривични дела, фалсификување на документи и фалсификување на потписи. И Еролд Муслију и Стево Пендаровски, како и Миле Зечевиќ, а и нивниот извршител Асаф, треба да знаат дека за ова ќе има одговорност. За брзо време, за брзо од сега ќе следи одговорност. Ви благодарам.